Мора да се почне безпоштедна, бескрупулозна, остра и решителна акција против системската корупција. Без разлика кој од која партија, кој го поставил функционерот и слично. Гледаме дека таквата акција почна и таа не треба да застане на кочани. Треба да продолжи во секоја пора од општеството. Владата веќе отвори војна со наркокартели, отвори војна со висока корупција, случаите груби лотарија, ЕСМ, увоз на отровна нафта и мазут. Отвори војна со корумпирано правосудство и сега треба да отвори војна и со ситната корупција. Тоа нема да биде лесно. Ефектите нема да се почувствуваат веднаш. Нема да биде лесно затоа што не можете преку ноќ да искорените нешто што било садено и растено цели 3 децени. Тој корумпиран систем ќе пружи отпор. Како што сега се обидува веќе да пружи отпор преку злоупотребата на оваа трагедија, злоупотребата на тагата и гневот, злоупотребата која се граничи со некрофилија. Како печурки ни се појавија разни цивили џабери, некакви си студентски пленови, се разгракаа бобиевци, секуловци, инфомаксовци, чегеварчиња, црвени младини и слично. Едноставно шарените сакаат да се воскреснат, а не разбираат дека со тоа го покажуваат јавно најтрулото нешто во нашето општество. Значи имаме политички некрофили, кои во името на крвта на децата сакаат дестабилизација, хаос и рушење. А зашто им треба тоа? За колективизација на вината. Ако се колективизира вината, сите се виновни, сите се исти. И шарени, леви, и десни, и СДСМ, и ВМРО, и левица. А од авион се гледа дека не е така. Колективната вина, значи џабе вие правите истраги кога се ќе заврши како и претходно. Сакаат и оваа истрага да ја квалификуваат однапред за фалична, за да ги оправдаат фаличните истраги за другите случаи. Втората цел е дефокус. Да се дефокусираат институциите, полицијата и обвинителството. Па така наместо да се занимаваат со расчистување на криминалот и корупцијата, тие да бидат презафатени со протести. Наместо да ги ловат оние што ни испокрадоа милиони и милиони евра, оние како Груби, Ковачевски, Капушевски, и наместо да истражуваат кој каков отровен мазут внел, кој од каде крадел, тие да мораат да стојат со штитови во рацете и да ги обезбедуваат протестите. Наместо да продолжи битката со картелите, против корупцијата, битката со правосудството, ние ќе треба да се занимаваме со протести. Тоа е таа некрофилска политика.